ова издание. Бајден го најави планот за справување со климатските промени. Што ќе значи тоа за камионите на дизел? Сведоштва на жртви на трговија со луѓе. Гласот на Америка истражува што прават службите да им помогнат на овие лица. Њу Йорк се уште ги чувствува последиците од пандемијата. Ке слушнете во продолжение. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон, ова е Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Агенцијата за заштита на животната средина на САД издаде наредба сите камиони на дизел кои се произведени по 2010 година да ја намалат емисијата на штетни гасови до речиси нула. Во продолжение за планот на претседателот Бајден да се справи со климатските промени. Пред 20 години беше тешко да се замисли нешто поштетно за животната средина од камион на дизел, кој испушта црнчат и штетни гасови. Џон Форс, успешен возач на тркачки автомобили од Националната асоциација Hot Rod, бил возач на камион во 1960-тите. Овие денови тој ужива да се сеќава на раните години, но исто така вели дека се радува што зелениот дизел станал опција. Затоа ги гледате градовите низ Америка и поширок. Ако не измислија вакво нешто, ќе го убиевме светот во кој живееме. Нашите деца ќе живеат во друга ера. Притисокот за почисто дизел гориво дојде од Агенцијата за заштита на животната средина на САД, која издаде наредба наложувајќи им на камионите на дизел, почнувајќи со оние кои се произведени во 2010 година, да ја намалат емисијата на штетни гасови и азотни оксиди до речиси нула. Во овој погон во Јужна Калифорнија, компанијата Old World Industries произведува автомобилска уреја Blue Dev. Ова хемиско соединение кое се користи во земјоделски производи, како ѓубриво, е суштинско за прочистување на издувните гасови. Технологијата за негово производство се нарекува Selective Catalytic Reduction, која внесува Blue Dev во моторот, претварајќи ги азотните оксиди во азот и вода, хемиски елементи кои веќе ги дишеме во воздухот и дозволувајќи им на тој начин на возилата на дизел да ги исполнат стандардите на Агенцијата за животна средина. Во некои од најзагадените делови на државата, на пример во Лос Анџелес, новата генерација на дизел камиони испуштаат издувни гасови кои се почисти од воздухот во некои од најзагадените денови. САД имале повеќе од 133 милиони дизел камиони на патиштата во 2012-та, според последните податоци од Оделот за транспорт. Дополнително во заштитата на животната средина, зголемена е и ефикасноста на горивото, така што дизел моторите кои се опремени со технологијата на Selective Catalytic Reduction користат од 3 до 5%, а во некои случаи до 10% помалку гориво од старите мотори. Таа заштеда на трошоците им помага на возилата од 8 класа, кои се со речиси 15.000 килограми, најголеми на патиштата. Кога зборувате за тешка опрема, тоа се возилата од 8 класа, така што 5 до 10% заштеда на дизел е значителна. Потребни се издувни течности во вредност од околу $13 за 100 галони дизел. Дизел индустријата вели дека се надева оти заштедата на гориво на долг рок ќе ги оправда високите инвестициски трошоци во технологијата. А од кои причини многу деца во САД стануваат жртви на детска проституција? Некои од нив зборуваа за Гласот на Америка. Велат дека многу често запаѓаат во оваа мрежа за да заработат пари за мобилен телефон и облека. Во дом на деца и групни живеалишта од рана возраст, младата жена која се нарекува Египет била вклучена во детска порнографија на 16 годишна возраст по сугестија на пријателка. Таа ми рече имаш орган, заработи пари и живеј го животот. Си реков добро. Потоа следел циклус на злоставување. При неодамнешните операции на агенциите за редот и поредокот во Лос Анџелес биле спасени 33 исчезнати деца, 8 од кои биле жртви на трговија со луѓе, кои како и Египет биле во детска проституција. Заеднички напори, наречена операцијата Загубени ангели, вклучува неколку гранки од Оделот за спроведување на законот и неколку агенции за социјални служби. Трговците со луѓе се вешти во препознавање на ранливо дете и го користат тоа. Има организации кои нудат поддршка, вклучувајќи ја Децата на ноќта. Лоис Ли ја основала организацијата.
Многу од овие деца израснале во куќи на наркозависници или каде родителите ги продавале за дрога. Тие се злоупотребувани или силувани уште пред да можат да одат. Оние што биле спасени од насилнички семејства и префрлени во домови за деца или привремени живеалишта каде не им било подобро. Трговците со луѓе и макроати им ветувале подобар живот. На Египет не и се допаѓал таквиот живот, но и се допаѓале парите. Заработував по $1,000 на ден. Зошто да не продолжам? Ниту една работа не ми обезбедува $1,000 на рака. Имав пари за нов мобилен, фризерски, козметички салон, облека. Но тоа се променила кога видела дека нејзината пријателка била убиена. Египет била нападната, можела и таа да заврши како пријателката. За среќа се наоѓав на 2 минути пешки од полициската станица и успеав да влезам. Ме прашаа што се случило. Ништо не се сеќавав, освен дека беше бар и 4 луѓе. И тогаш се онесвестив. Хомосексуалци кои што биле отфрлени од семејствата исто така имале мачен живот на улица. Еден хуманитарен работник се присетува на младо момче. Тој беше вклучен во проституција за оброк и место каде може да спие. Програмите со интервенција помагаат, но оние кои што работат со младите по улиците велат дека е потребен посеопфатен пристап да се разбие циклусот. Треба да решиме многу проблеми кои потекнуваат од дома. Треба да се справиме со дрогата. Преживеаната Египет сака да оди во коледж и оптимистка за иднината. Понекогаш се наоѓаш во темница, но секогаш има светлина на крајот од тунелот. Ли вели дека незината организација им помогнала на 500 деца минатата година. Многу повеќе се и натаму на улица, експлоатирани и очајни. Њујорк и натаму се бори со последиците од пандемијата. Петата авенија е речиси празна, а многу од театрите и натаму се затворени. Не се очекува да почнат со работа уште најмалку 1 година. Пролетта минатата година, остатокот од САД и светот гледаа како градот кој никогаш не спие се претвори во град на духови. Таймс Сквер без туристи, големите екрани со пораки за социјално дистанцирање наместо со реклами. И најпрепознатливите ликови на градот влегоа во функција на пренесување на пораката. Луѓето почитуваат социјална оддалеченост. Јас носам маска, свирам, користам средство за чистење раце. Дел од Централ парк беше претворен во град на шатори за ковид пациенти. Кога градските болници беа полни, големиот центар за конвенции Джавиц беше трансформиран во болнички комплекс со 2000 кревети. Сакам да им се заблагодарам на армиските инженери кои направија монтажната болница која ќе биде многу неопходна. Американскиот болнички морнарички брод USNS Comfort беше закотвен во градот со недели со капацитет од 1000 кревети. Националната гарда обезбедуваше само лекари да може да се качат на бродот. Со намалување на напливот на случаи со COVID, изминатото лето, њујорчани почнаа да се олабавуваат. Наместо по барови, ресторани, во паркови и плоштади, каде е полесно да се придржуваат до мерките за социјално дистанцирање. Пред 2 недели предложив брак на мојата девојка. Њујорк, како што го знаеме пред пандемијата, се уште не е вратен во нормала. Петата авенија не е полна со луѓе како што беше порано. Најдраматичен удар имаше врз Бродвеј. Многу театри и натаму се затворени и не се очекува да се отворат најмалку уште 1 година. Разбирам дека коронавирусот е сериозен, но животот продолжува. Што може да правиме? Да живееме како во затвор во нашите станови? Уште колку долго? Никој не знае кога ќе го снема вирусот. За 1-2 години. Туристичката индустрија се надева дека нема да биде толку долго. Благодарам на вниманието. До гледање до утре.